Председателе, почитуван заменик министер, јас жалам што повторно амандманите кои што се однесуваат на екологијата и на заштитата на животната средина се одбиваат од страна на владата. Кажавте дека средствата ќе се намалувале се одбива бидејќи средствата што се планира да се за финансирање на овој амандман се од кракот што е од Требениште до Струга од автопатот, но тие средства 5 години ги ветувате, но нема ништо од реализација на тој крак од автопатот Требениште Струга, така да и сега се проектирани такви средства, но од реализација сите знаеме дека нема да има ништо од тој крак на автопатот. Ние немаме реализација на веќе постоечкиот автопат кој што 5 години нема никакво помрднување, а не да имаме ново. Јас би сакал да се реализира тој крак, но очигледно е дека ова влада нема желба и нема капацитет да го спроведе тој проект и да Струга ја поврзе, односно да автопатот од Кичево до Охрид со кракот што треба да помине преку Струга да се поврзе со Република Албанија. Затоа требаше да барем средствата што се да се искористат наменски за овој амандман. Со овој амандман се предвидуваат средства од 10 милиони денари кои требаше да се наменат за зголемување на инспекцијските надзори кои треба да се вршат што почесто цел спречување на сликите што ги гледаме секоја година со палење на трските во Охридското езеро, посебно на потегот од Струга до Калишта. А еден дел од овие средства требаше да се искористат за граѓање на систем на надзор на Охридското крајбрежје, посебно на овие клучни и проблематични точки каде што секоја година се палат трските во Охридското езеро и се уништува растителниот и животинскиот свет во езерото. Ова палење на трските на овој потек не е случаен, туку е смислен и се случува и повторува секоја година. После палењето на трските следува процес на тампонирање на тој дел и понатака тој дел да прерасне во градежно земјиште на кој што некој има зацртано да гради таму хотели или ресторани. Она што се случува во изминативе години е баш ова што го зборувам. Не се води воопшто грижа за растителниот и животинскиот свет во езерото, туку се води сметка само за остварување на лични интереси на поединци. Затоа овој амандман треба да се прифати и да се запре овој процес на тампонирање на овој дел од Охридското езеро. Овие средства се потребни, како што кажав, за зголемување на инспекцијските надзори, бидејќи со законот за инспекцијски надзор, како што кажа и заменик министерот, се донесе тој закон за инспекцијски надзор во животната средина, за кој што сите ние гласавме, но во тој закон, ако се сеќавате, почитуван заменик министер, во закон не се предвидува средства за вршење на тие инспекцијски надзори. Тој закон за инспекцијски надзор се предвидуваше инспектор дали од Државниот инспекторат за животна средина или локалните инспектори да се контролираат од еден центар, но, како што кажав, во тој закон нема предвидено средства за овие инспектори. Поради тоа и овој амандман, за да може да се обезбедат тие средства за да можат инспекторите да вршат редовни или вонредни инспекцијски надзор посебно на тој дел на делот што го кажав од Струга до Калишта, затоа што тоа е катастрофа што се случува секоја година со палењето на трските на тој дел. А штом нема средства, нема ниту инспекцијски надзори и ова ќе продолжи да ни се случува секоја година.
Затоа се бара прифаќање на овој амандман, за да се обезбедат овие средства што им се потребни на инспекторите за нивно непречено функционирање. Понатака другиот дел од средствата, како што и во самиот амандман кажав, треба да се искористат за креирање на систем за надзор на критичните точки, за да се спречи палењето на трските на овие критични точки, затоа што со обезбедување на ваков систем на надзор и мониторинг ќе се спречат тие што ги палат трските, затоа што со еден таков систем нивната идентификација ќе е многу лесна и многу брза и за таквиот чин понатака ќе си сносат одговорност. Немањето на ваков систем, немањето на брза брза идентификација на сторителите на овие дела резултира само со зголемување на овие девијантни појави секоја година, затоа што до сега никој нема одговарано за палење на трските, ево посебно за тој дел во Струга, сега никој нема одговарано за тоа сторено дело. И затоа ни се повторува секоја година овој случај, секоја година се палат трските и секоја година се тампонира тој дел и се уништува езерото, за жал. Понатак, палењето на, како кажав, се случува секоја година и ние секоја година добиваме забелешки од УНЕСКО и во извештајот е спомнато дека во извештајот има сериозни забелешки како за заштитениот дел на Охридското езеро, но има и дополнително дека и целиот регион е високо ранлив поради значајните проблеми со менаџирањето и слабото спроведување на законите. Ова е нотирано во извештајот од УНЕСКО. Затоа треба да ги заштитиме овие делови од Охридското езеро, затоа што трската е исклучително важна за биодиверзитетот на Охридското езеро. Трската се белите дробови на Охридското езеро, преку кое што се прочистува езерото по природен пат. Исто така трската е дом за гнездење на разни видови на птици, за мрестење на рибите и со палењето на незиното уништување и уништување на целокупниот животински свет. Овој проблем, како што кажав, е нотиран и во извештајот на УНЕСКО, затоа уште еднаш апелирам до колегите пратеници од управлячкото мнозинство да го поддржат овој амандман и да го решиме овој проблем што прерасна во државен проблем со кој што не може да се справат, како што гледаме долги години, ниту Министерството за животна средина, ниту Министерството за внатрешни работи, кои треба да ги гони тие сторители на овие девијантни на овие дела. Ниту локалната самоуправа не може да се справи со сето ова, ниту Државниот инспекторат за животна средина, затоа апелирам да се прифати овој амандман и понатака сите заеднички да пристапиме кон решавање на овој голем проблем што го загрозува Охридското езеро, секако и делот што е, како што кажав, од Струга до Калишта, кој е најзагрозен баш со ова, затоа што наменски се палат трските, не случајно. Ви благодарам.